Македонија е меѓу земјите кои бележат најголем напредок на патот кон Европската Унија. Поради успешното спроведување на реформите, Европската комисија ќе ги пренасочи неискористените средства од фондот за реформи кон земјите што постигнуваат најдобри резултати. Според поранешниот државен советник за европски прашања, Драган Тилев, со исполнување на обврските ќе следува и дополнителна финансиска поддршка, а најголем дел од средствата се наменети за инфраструктурни проекти кои треба да се реализираат во наредниот период. 2/3 од парите одат во WBAF или во Фондот за Западен Балкан за финансирање на инфраструктурни проекти. И тука ќе треба тие средства кои што веќе сме ги префрлиле, сме ги обезбедиле со спроведените реформи и евентуално нови средства кои што би се добиле, тие средства ќе треба да се имплементираат преку готови, зрели инфраструктурни проекти. Кандидатите се обврзани да ги исполнат предвидените услови во рок од 1 година. Во спротивно, средствата се прераспределуваат. Овој рок е важен бидејќи представува пресвртна точка во реализацијата на мерката и обезбедува средствата да бидат насочени кон кандидатите кои се најуспешни. Огромен дел на средства не се искористени и многу е веројатно до 2027 година, додека таа регулатива е во сила, односно додека може да се повлекуваат средства, дека нема да може да ги повлечат средствата и тие средства ќе остануваат во ова купчево, што би се рекло, и ќе може, евентуално, еден дел од нив, пак велам, врз основа на посебна постапка и со одлука на Европската комисија да бидат прераспределени кај земјите кои што ги спроведуваат реформите. Иако Македонија е меѓу земјите што бележат најголем напредок, процесот допрва влегува во клучна фаза. Очекувањата е дека преку реализација на проектите ќе се постигне побрз економски развој и подобрување на животниот стандард.